2560 барања за легализација на диво изградени куќи, доградби и надградби на станови и деловни објекти реализираше општина Кочани до крајот на минатата година. За околу 120 барања е донесено негативно решение поради неисполнување на потребните законски услови или пак тие се отфрлени како некомплетни, а само 5 се препратени за решавање кај други органи. Во моментот во постапка за решавање се над 250 барања, од кои кај 60 има комплетна документација за постапување, а за 10 повеќе издадени се урбанистички согласности. За останатите има заклучоци за прекин на постапката по друг основ. Со тоа, од почетокот на рокот за легализирање на бесправно изградените објекти, досега постапката е завршена за околу 45% од вкупно поднесените 5986 пријави. Од општинската администрација велат дека комплетирањето на барањата оди со позабавено темпо отколку на почетокот на кампањата, што е резултат на неактивноста на граѓаните околу доставувањето на потребните елаборати. Најголем број од поднесените барања за легализација на дивоградбите, односно околу 85%, се за објекти што се наоѓаат на територијата на градот. Во меѓувреме, тече рокот за легализирање на диво изградените објекти на терасите на колективните згради. Се работи за градежни решенија што биле наменети за тераси или пак тераси пренаменети во стамбен простор на објектите со основна намена домување во колективни стамбени згради. Сите сопственици на ваков вид објекти барање за легализација може да достават во едношалтерската канцеларија на општината до 30 јуни 2015 година. Законските измени, што беа направени минатата година, донесоа и пролонгирање на крајниот рок за дополнување на поднесените барања од 2011 година, што немаат геодетски елаборати. Според измените, елаборатите ќе можат да се поднесуваат најдосна до 31 декември оваа година.